Добар ден, почитувани гледачи. Во денешната емисија Под лупа, покрај тоа што ќе сум домакин, во секој момент можам да бидам и гостин. Зошто? Затоа што во студиото е мојот колега Горан Момировски, новинар во Охрид Нјус и Телма, значи долгогодишен новинар со искуство, председател на Сдруженијето на новинари на Македонија на регионалната канцеларија во Охрид и член на Советот за етика. Добре дојде во Лупа и во ТВМ. Добро најдов. Ке зборуваме на една болна тема за сите нас, новинарството и слободата на медиумите. 3 мај, светски ден на слободата на медиумите. Имаме ли слобода во медиумите? Слобода имаме онолку колку што ни е слободно општеството, колку што сме слободни ние и колку што имаме слобода и се дозволуваме слобода да пишуваме за одредени теми, без при тоа да се плашиме дали ќе бидеме санкционирани или ќе загубиме дел од нашите клиенти, спонзори, реклами, а се разбира сето тоа пари, дали ќе имаме или средства да екзистираме во текот на еден месец и така натаму. Значи, набројав повеќе аспекти, но сето тоа кај нас е изразено и ние се соочуваме со константен пат како општество, како држава во слободата на медиумите, а сето тоа најдобро го илустрираат податоците на светските организации, меѓународните организации. Пред неколку дена, ден-два, чинам беше последниот извештај на Freedom House, кој говори дека Македонија е на последно место на Балканот по слобода во медиумите, што е во секој случај разочарувачки, но повеќе загрижувачки, затоа што пред нас е и Косово, не од никаков друг аспект го спомнувам тоа, туку како најмлада држава во регионот на Балканот, и сите останати држави на Балканот се пред Македонија. Сето тоа треба да не загрижи зошто е тоа така и веројатно дава одговор на поставеното прашање колку имаме ние слобода во Македонија, односно слобода во медиумите во Македонија. Значи, целокупната состојба во државата ја налага состојбата во медиумите ваква каква што е. Можеме да кажеме дека генерално нема некоја голема слобода, се тоа го покажуваат и официјалните резултати од последниот извештај на Freedom House, но мислам дека во голема мера сами сме виновни за тоа. Дозволивме да дојдеме до народски кажаното адередже. Како тоа се случи и дали може нешто да се преземе во овој момент, да се врати новинарството, новинарската фила на вистинските патеки, а со тоа и медиумите да го добијат оној епитет кој што го заслужуваат и граѓаните кога гледат, читаат еден медиум, да се сигурни дека тоа што се пласира онака како што е пласирано. Да. Токму така, самите медиуми, новинарите се виновни за сето ова што се случува во медиумската сфера. Ние толку и да бидеме критични, има место за критика, се разбере, кон институциите, кон државата, политиката, бизнис елитите кои секогаш притискаат, сакаат да имаат удел во креирањето на медиумските политики, затоа што тоа е нивната цел, што поголема контрола имаат, толку се поприсутни ги остваруваат крајните своји цели, дали се бизнис интереси или политички интереси и така натаму. Но медиумите го дозволуваат сето тоа. Станавме сервилни, едноставно лесно се продаваме, лесно дозволуваме да се продре во сршта на медиумите, значи да се загрози не само слободата на изразување, туку да се едноставно да се вклучи и копчето за самоцензура кај самите новинари, затоа што знаете како, ако извесен период одредена уредувачка политика се потпира врз интересите, да кажеме, на надворешни влијанија, тогаш и самите новинари стануваат свесни што можат, а што не можат да пишуваат. И копчето за самоцензура е вклучено и тогаш доаѓаме до ситуација да не трагаме по вистината, а новинарство без трагање по вистината веројатно не е вистинското новинарство. Ме прашавте дали е доцна да се направи нешто. Не, никогаш не е доцна, се разбира. Онака како што дозволивме да ни се случи сето ова, веројатно треба да изнајдеме начин како да излеземе од една ваква ситуација, а се разбира сето тоа можеме да го направиме и треба да го направиме самите ние, новинарите, односно медиумите, затоа што било кој тоа друг да го направи, сервира,
дали тоа институции или не знам надворешни фактори така натаму, значи повторно ќе биде потеркот на некој друг, а не потеркот на новинарите и на медиумите и повторно ќе има сомнеш, нели, кога е во прашање, нели, информирањето, дали сето тоа што го слушаат, читаат и гледа, нели, аудиториумот, публиката не е можеби така суптилно добро спакувано, да. Рековме дека има надеж и тоа ќе го потврдам и со една иницијатива која што се реализира пред речиси 2 години, негде на крајот на 2013 се формира Советот за етика. Вие сте член на тој совет. Заменик член, да, и пред една недела беше дојден, значи, советот со нивното членство и со високите представници од ова тело. Имавме средба со новинарите, да видиме докаде се работите, дали имаме некакви конкретни резултати од неговото речиси 2-годишно делување. Беше и председателот Мирче Адамчевски и направивме едно кратко интервју, се со цел да добиеме информација повеќе. Сега предлагаме еден дел од тоа интервју да видиме како една поидовна точка за се она што потоа ќе го разговараме, за да докажеме дека сепак има надеж. Една од главните функции на Советот е, од кога ќе добиеме представката, односно жалбата, прво се обидуваме да направиме некаква медиација, да не се оди на суд, да не носиме некакви морални одлуки, него ако може се да се заврши внатре, меѓу тој што е поднел представката и оној против кого е поднесена представката, дали со извинување, дали со демант. Меѓутоа, доколку не се успева тоа, тогаш доколку една од странките не сака да заврши со медиација, тогаш носиме ние одлука и цениме врз основа на представката во која што се наведени прекршувањата, што смета тој што е поднел представката прекршување на кодексот, се обраќаме до медиумот кој што е предмет на таа представка, под медиумот бараме одговор, кој ќе ги добиеме одговорите и представката ги разгледуваме и носиме одлука. Доколку постои основа, тогаш нашата одлука е, значи, во една реченица, се прифаќа представката затоа што е нарушен кодексот или се отворила представката затоа што не е нарушен кодексот, значи повеќе како морална санкција. Не е судска, но повеќе како морална санкција која што сметам сепак влијае не за секого убаво, медиумот да му е на тапети, да се носат такви оценки или такви ставови на Советот на честа, односно на комисијата, дека не му е се едно на собственикот, дека неговиот медиум се однесува непрофесионално или има непрофесионални новинари. Значи, видовме дел од тоа интервју и малку од поентата што е на овој Совет за етика. Мислите ли дека моралот е тоа што ќе проработи кај новинарите, собствениците на медиумите за да се издигнат од ваквиот ќорсо во кој што се влезени? Моралот, етичноста треба да бидат основи, фундаменти на однесувањето и на медиумите и на новинарите, меѓутоа и многумина го делат мислењето дека медиумскиот простор, односно самите медиуми во овој момент имаат многу големи и сериозни проблеми и дека можеби токму овој аспект кој е мощно значаен е некаде на маргините, сметам дека е основа за тоа што доколку нема морал и етика во работењето на новинарот и во известувањето на медиумите, тогаш тешко може да стане збор за објективно, непристрасно информирање, тешко може да му се верува на еден таков медиум, затоа што дискутабилна е каква вистина под наводници нели се пласира. Меѓутоа, кога сме кај Советот за етика, морам да напомнам дека сметам дека е
нешто најпозитивно што се случило во медиумската сфера во последно време. Зошто? Затоа што така како што е поделена на наши и ваши, на црни и бели, владини, провладини, не знам какви и такви, зад ваквата иницијатива за формирање на Советот за етика застанаа сите, значи и нашите и вашите, кои како милува да ги нарекува, застанаа двете здруженија на новинари, ЗНМ и МАН, застанаа сопственици на медиуми, застанаа интернет портали, радиостаници, да не набројувам кои се други организации за заштита на правата на медиумите и така натаму, 80 на субјекти. Сето тоа со цел конечно да почнеме да воспоставуваме некаков ред во медиумската сфера. Иако речиси 2 години трае ова иницијатива, Советот за етика функционира со полн капацитет само неколку месеци и во овие неколку месеци до него пристигнале 40 представки, но за жал во најголем дел повторно новинари се жалат на новинари, медиуми на медиуми и политичари се жалат на известувањето на медиумите, а најмалку од тие представки, 4 или 5, мислам дека се од граѓани кои сметаат дека се повредени нивните права при известувањето на медиумите. Овој процент интенција и мора да биде обратен во иднина, затоа што токму ова тело треба да представува филтер, односно треба да представува некаква инстанца каде што граѓаните ќе можат пред релевантен фактор да се пожалат за непрофесионално известување од страна на медиумите, а сето тоа да има некаква разрешница и врз основање на таква разрешница да почнеме ние медиумите да се коригираме, затоа што не е сеедно доколку на тапет биде ставен одреден медиум или новинар еднаш, 2 пати, 3, 5 или 10 пати, тоа го спомна и Мирче во разговорот кој го видовме пред малку, и сметам дека потребно е време, потребно е многу време, но и голема поддршка од медиумите и почитување на одлуките на Советот за етика, за да почнеме да се оддалечуваме од дното, одаму каде што во овој момент се наоѓа новинарството, според сите параметри и според оценките не само на тука дома кај нас, меѓутоа и на меѓународни организации како што беше Freedom House пред неколку дена. Така. Значи Советот за етика е само медијатор. Тој не може да превзема некакви санкции. Не е суд. Така, значи не превзема никакви санкции, но некако испоместени се работите во новинарската фила и во медиумите, така што многу медиуми и новинари кои што биле на тапет, се уште со крената глава се шетаат, ги извршуваат и понатаму своите обврски. Народот повторно некако како да им верува. Затоа што се кај нас се релативизира или народната секое чудо за 3 дена. Знаете, ќе помине, ќе подзаборават, но има еден друг момент, тоа не смееме да го заборавиме, дека она што го спомнавме на самиот почеток на емисијата. За жал денес со чести исклучоци голем број медиуми решиле да се стават во служба на одредени центри на моќ, не мора да ги набројуваме какви, и црпејки сила, финансии или не знам што од таквите центри на моќ, едноставно не допира до нив никаква критика. Знаете, за нив не постојат норми, не постојат правила, не постои ниту етика, ниту морал, не постојат ниту закони. Значи, свесни сме за одредени медиуми, дури и за новинари кои прекршувале и закони, и кодекс на новинари, и професионални стандарди, па се уште се тие главни перјаници во своите медиуми. А тоа е така затоа што се потребни на центрите на моќ, кои сето тоа го овозможуваат. И се согласувам во потполна со вас, значи изместени се во целост вредностите кај нас, критериумите. Значи кодексот на однесување на новинарите како да со честна исклучоци, морам да потенцирам, како веќе да не постои. Не се знае кои се нивните права, кои се нивните обврски. Се знае. Се знае на хартија, но сепак многу пати се одбегнуваат.
тоа е интернационално правило, значи не е тоа ексклузивно или некој го измислил за тука во Македонија. Значи кодекс на новинари постои секаде на однесување на медиумите во која сакаме држава да земеме за пример. Така, значи доколку не се почитуваат правилата и принципите, односно не се почитува кодексот на новинарите, па за какво новинарство ние разговараме тука? Значи можеме да ние кој ни дал нас право, нели, да информираме онака како што ние сметаме и сакаме, така без да ги почитуваме основните принципи, тоа е професионалност, нели, објективност, па проверени информации, така значи заштита проверка на на изворите, така неколку Точно. извори во информациите и така натаму, да. А не е новинарството сега, иако сега е многу популарно оцрнување и плукање на било каков непријател, дали е тоа државен или медиумски или на некаква бизнес групација и така натаму, а на што се сведува голем дел од новинарството. Имавме во последно време и конкретни случаи со објавувањето на бомбите, значи можевме да слушнеме конкретно за некои наместени прилози, нарачани прилози, за некои хајки во кои што се вмешани новинари и сето тоа беше обелоденето. Значи, можевме да слушневме и не можевме да слушнеме. Значи, во делот медиумите може да се слушне, да се прочита, да се чуе, нели, што тоа во овој момент обелоденува опозицијата од нивниот проект, нели, кој е во тек. Од друга страна, исто, нели, имаме кампања на владеачката партија на ВМРО-ДПМН и така натаму, каде што исто така имаме двојни аршини во известувањето се. Меѓутоа да се навратам на вашето конкретно прашање, да, слушнавме загрижувачки работи. И оваа држава, доколку има институции, а јас се уште верувам во институциите и нели и во државата, треба сето тоа, нели, сериозно да го истражи и да постапи по сите наводи кои имавме можност да ги слушаме. Меѓутоа ние само слушнавме, нели? Треба тоа сериозно да се истражи и да се докаже на некој начин, но во секој случај повторно доаѓаме до основата, до фундаментот дека каде е моралниот, нели, аспектот, каде е моралот, каде е етиката во една ваква ситуација. Во секоја нормална држава при објавување на такви информации, нели, за однесување неморално на одредени медиуми и новинари, не знам дали довербата ќе биде на ниво како што било пред објавувањето на таква информација, а не уште да остануваат главни креатори на јавното мислење. Меѓутоа, тоа е еден од многуте проблеми со кои се соочува македонското новинарство и за кои веројатно исто така ќе биде потребно време нешто да се промени, но меѓутоа време имаме се помалку и доколку нешто не промениме, довербата на медиумите која опаѓа константно, за тоа сме свесни, кај аудиториумот ќе биде се помала и ќе ни се случуваат уште полоши работи, ако можеме да ги замислиме како тие би изгледале во иднина од ова што се случува сега. Од една ваква поделеност и од нели неетичко, непрофесионално известување во делот медиумите, морам повторно да се оградам затоа што нели добар дел од медиумите сепак да ги почитуваат професионалните стандарди. Многу им е тешко на тие медиуми да функционираат во ова време невреме, а исто така и на оние новинари. Да, значи на оние новинари кои што навистина сакаат да работат по тој новинарски кодекс и кои што си ги знаат своите права, но ги знаат и добро, многу добро ги знаат и своите обврски и ги почитуваат. Многу е тешко да екзистираш на таков начин. Те газат оние кои што работат како што не треба. Апсолутно, затоа што ексклузивните информации стигнуваат, нели, до тие кои треба да пласираат информацијата на одреден начин, на кој таа треба да одекни да постигне ефект кој е посакуван за тој кој е нарачал, да кажеме, таквата, нели, информација. И сето тоа е една добра спрега, знаете, ви годи, имате ви ексклузивност, имате нели информација од прва рака, да. Меѓутоа, од друга страна, исто така добивате и одредена награда за сето тоа што добро ќе го сработите, нели? Гледаноста носи реклами, рекламите носат пари. Да, сето тоа ако го надополниме со големите, нели, медиумски кампањи во кои главен нарачател се, нели, институциите или самата држава и распределбата на тој пакет која многумина сметаат дека е неравномерна, тогаш стигнувате до
нели повторно сето тоа треба да ве загрижи, затоа што оној кој нели ги дава средствата, ги дава парите, секако не ги дава за џабе, значи целта е да се оствари некакво влијание, а какво може да оценат само гледачите. Новинарите беа нарекувани седма сила поради нивното оштро перо и поради тоа што беа коректор на власта и на општеството. Денес се сила, може би прва, втора сила, но во негативна смисла на зборот. Значи се пласираат некои извитоперени информации кои што јавноста за жал ги прифаќа како такви и смета дека тоа е така. Ќе ви одговорам со еден пример. Ако 10-15 медиуми проследуваме одредена пресконференција, не можам да сватам како тогаш, гледајќи, читајќи или слушајќи одредени прилози, да добивате или добивам впечаток дека едноставно некои колеги како да не биле на пресконференцијата. Ме разбират? Значи, не може да има две вистини. Или е една. Ако настанот кој се проследува, нели, не биде пренесен изворно или онака како што е, и ако да кажеме два медиуми сосема диаметрално спротивно известува за еден ист настан, јас сваќам да е стилот различен. Меѓутоа да се поентите сосема, нели, различни, како да се работи за два сосема, нели, настани, сето тоа е несватливо и тоа зборува, нели, за поставеноста на медиумите кај нас денеска. Така. Значи мора малку во одбрана на нашите колеги, затоа што многу често тоа не е по нивна желба, туку е поради притисоците од нивните уредници или собственици на медиумите. Зборувам, нели, во своје име, меѓутоа сите ние сме во една таква ситуација. Знаете, сите ние работиме така за одреден медиум. Вие работите за ТВМ, јас сум добрисник на телевизија Телма, колеги други за други медиуми. Сите тие имаат уредувачки политики, па се разбира дека ви имате главен и одговорен уредник, така, дека имате собственик на медиум и се разбира дека одредени политики се спроведуваат онака како што се спроведува секој медиум. Да, најмалку се виновни новинарите кои се ставени во една непријатна ситуација, да мораат, нели, да едноставно ги следат инструкциите и за начинот на известување. Во Македонија имало и има се уште добри новинари кои многу добро си ја знаат работата и си извршуваат. Посебно тоа важи исто и за Охрид, каде што медиумската заедница била секогаш и многобројна и силна. Меѓутоа, овие времења, овие премрежја донесоа сериозни проблеми со кои тешко се соочуваме. Меѓутоа, како што напомнав и претходно, час поскоро треба да почнеме да излегуваме или да ги решаваме тие проблеми за да се врати достоинството на професијата, не се почесто, нели, да одиме со наведната глава, знаејќи дека тоа што го работиме не е ниту професионално, не е ниту новинарство. Доколку еден новинар сака реално да информира, а доколку еден медиум сака да биде објективен, секогаш му се лепат етикети. Значи, ако реално се прикажува состојбата, секогаш ние сме поддржувачи на опозицијата. Ете и нашиот медиум се етикетирал и вака и така, и ние лично како новинари, затоа што сме се труделе секогаш да имаме едно избалансирано информирање. Мене ми е тоа совршено јасно, истото важи и за Охрид Нјуз и за, не знам, други медиуми, така натаму, каде што тоа го кажувам како пример, затоа што го чувствуваме истото, нели, да. Спомнавте предмалку или разговаравме, нели, медиумите се седма сила и секогаш коректор на власта. Значи, тој момент го забораваме сите. Коректор на власта не значи опозиција, не значи дека ако, нели, се обсервира одредена состојба, така, или институција, локална самоуправа, централна власт или не знам што, така, дека вие сте против, нели, институциите или носителите на функциите. Се додека одредени случаи станаа правила кај нас, односно и тоа е исто така одреден притисок врз медиумите, знаете, додека сте добри и прикажувате, објавувате, пишувате, нели, само за позитивните работи во општеството или средината или институциите, тогаш сте окей, нели. Меѓутоа во првиот момент кога ќе објавите одредена критика или ќе
истражувате одредена тема или ќе отворите одредена проблематика, така натаму, а се со цел нели одредени состојби да ги подобриме, така што е во интерес на јавноста на крајот на криштата, што е наша нели основна задача, тогаш новинарите не се добри или нечине, тогаш им се лепат секакви етикети, дека се блиски до овие или до оние, дека се нели вакви или такви. За жал, таа практика кај нас трае предолго. Ние во Македонија, како што спомнав и на почетокот, имаме наши и ваши медиуми. Црни, бели, не или на друга партија, на бизнис групации, не знам, ако сето тоа мора да престане, а за да престане сето тоа, за да почнеме да се враќаме нели на во некој нормален колосек, треба нешто да преземеме сами во фелата, во професијата. Никој друг нема да ни го реши сето тоа. Да. Така. Што е уште еден многу голем проблем, тоа наши ваши доведе до тоа да на нашите се дават информации, а на тие што не се наши не се дават информации. Тоа е информација од јавен карактер, кои што институциите се должни на сите да им ги пласираат подеднакво. Па да, затоа зборувавме за тоа шепнување, нели, така, на информации, меѓутоа не се даваат само информации. Не се даваат само информации, да. Ке зборуваме уште на ова горлива тема, но морам сега малку и вас да ве одморам, а и да испочитувам редот. Време за реклами. ВЗ Шари Тетово произведува јајца со висок енергетски квалитет од пилиња до несилки и до готови сувомеснати производи. Лекер користи пресно, здраво и испитано пилешко месо на ВЗ Шари. Заедно до богата, вкусна и проверена храна за вашата трпеза. ВЗ Шари и Лекер Тетово. Што ќе сееш, тоа ќе жнееш. Каков ќе биде родот, прво од семето зависи. Кога користиме несертифицирано семе, не можеме да ја обезбедиме неговата генетска униформност, да ја одржиме способноста за ртење и виталност и што е најважно, како резултат добиваме помалку квалитетен и помал род. Затоа користете исклучиво сертифициран семенски материјал, а владата на Република Македонија ви овозможува дополнителна финансиска поддршка за користење на сертифициран материјал за житни и индустријски култури, како и финансиска поддршка за произведување на сертифициран семенски и саден материјал. Искористете ја можноста. Инвестирајте во модерно земјоделие. Добро е кога има некој да ти помогне. Ново инвитро оплодување во Охрид. ПЗУ Захариевски во соработка со врвни експерти од Европа. Сите испитувања бесплатно инвитро на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Ве очекуваме. Добре дојдени сте. Нашата цел е да ви помогнеме во остварувањето на вашата желба. Живееме во време во кое технологијата ни овозможува точно и прецизно да ги организираме нашите обврски. Во време во кое точно знаеме кога да пристигнеме на потребната локација. Во кое многу лесно можеме да го пронајдеме местото каде што треба да пристигнеме. Време во кое на едноставен начин можеме да ги избегнеме редиците чекање или пак полесно да го организираме редот. Мој термин е создаден да го организира времето на пациентите и на докторите. Преку овој систем се става крај на долгите редици пациенти во здравствените установи. Пациентите знаат во колку часот им е закажан и каде ќе им биде извршен прегледот, а докторите имаат информација за бројот на пациенти за кои се закажани прегледи кај нив во одреден ден. Со електронскиот систем за закажување прегледи и интервенции Мој термин, македонското здравство оди во чекор со новото време. За подобро и модерно здравство. Со секоја нова лажица Вегета ги отворам највкусните кулинарски приказни. Само со Вегета моето јадење има одличен вкус. Со Вегета подобро се јаде. Подравка.
Новинарството и слободата на медиумите тема на денешната подлупа. И многу проблеми наталожени, некако изместени сите стандарди, но сепак со надеж дека ќе се подобрат работите, ако сите заеднички работиме на тоа. Уште еден проблем со кој што се соочуваат медиумите е новинарството на социјалните мрежи, во наводници кажано. Фејсбукот многу често се користи за пласирање на информации на слики, а тоа е приватен профил. Освен ако не е паблик профилот, но многу ретко тоа се случува. На некој начин Фејсбукот испадна некоја нелојална конкуренција на лојалните и на другите медиуми. Добро, тоа може да се гледа повеќе аспекти. Еден од тие можеби е и тој дека е нелојална конкуренција на традиционалните или класичните медиуми, но и на интернет порталите, како сакате земете, значи и на онлайн медиумите. Меѓутоа, мора да се има предвид фактот дека Facebook како социјална мрежа, Twitter и останатите имаат своји правила на игра, или правила има на користење на информациите кои се објавуваат таму, но и правила на однесување на сите тие кои ги користат информациите или услугите на социјалните мрежи. Се согласувам дека често пати Facebook знае да се злоупотреби во одредени цели, знаеме и на каков начин. Не само што се задира длабоко во приватноста на сопственици на профили, се користат нивни фотографии, ставови објавени на социјалните мрежи, меѓутоа неретко сето тоа се става во одредени конструкции. Исто така имате примери каде што се креираат разноразни лажни профили, а се со цел да се наштети некому, да се дискредитира одредена личност, институција, па и медиум. И сето тоа засега тешко се справуваме, иако постојат одредени механизми, но освен она што е како политика на Facebook во комуникација со официјалните институции на државата, се знае под кои околности институции на држава можат да побараат одредена фан страна или профили така натаму да биде замрзнат, симнат или испален од самата платформа, но од друга страна зборуваме за одговорноста и за последиците и штетата што се причинува и што ја трпат одредени личности од да кажеме дискредитација или јавно објавени навреди или злоупотреба на нивните авторски права, а сето тоа преку социјалните мрежи. И тие постојано работат на промена на правилата на игра или на користење на самите социјални мрежи. Тие постојано се менуваат, се затегнуваат, но секогаш има простор за злоупотреби и сето тоа доколку мине неказнето, а кај нас се уште минува неказнето, доаѓа до одредена експанзија на, повторно би рекол, сумнително морално однесување, сето тоа за одредени цели, а со сето тоа од друга страна па се предизвикува штета и на самите медиуми кои работат под одредени пазарни услови. Значи, тоа е сериозен проблем затоа што телевизии, се радиодифузни друштва, исто така радиостаниците, па и другите печатени медиуми се работи за редакции куќи, па и онлайн медиуми кои сериозно работат во донесува нови закони кои што многу ги притискаат и како ги стегаат, правно лице, мора да се почитуваат, а од друга страна па имаме анархија. Мора да ги почитуваат, а од друга страна имаме море на информации. Тешко е да се воспостави одреден или некаков ред, меѓутоа од друга страна мора да се има и предвид фактот дека сите ние работиме за публика. Значи секој медиум и дека довербата е исклучително важна за секој сериозен медиум, затоа што доколку одреден медиум нема доверба кај читателите, гледачите, посетителите и така натаму, тогаш и не е релевантен извор на информации. Тоа го кажувам од аспект дека и секоја информација објавена на социјалните мрежи треба добро да се провери, да се земе со резерва. Не може
Не може да се верува на се она што нели ни се пласира како информација, сето тоа треба да се селектира, но секогаш постои простор за манипулација, токму тоа се случува сега кај нас. Како кога ги набројавте медиумите, не ги спомнавте и порталите? Ги спомнав онлайн затоа што да. Се уште не се ставени во законска рамка. Кога и како тоа ќе се направи? Пред неколку години, ако се сеќавате, при носењето на новиот закон за медиуми, на вистина имаш иницијатива да се донесе закони за онлайн медиумите, но не се прифати. Меѓу другото, битката се водеше за повеќе забелешки, а една од забелешките беше и регулирањето на онлайн медиумите, односно начинот на кој тоа тогаш сакаше да се направи беше сватено како обид, нели, на институциите на државата да стави рака и да ги контролира онлайн медиумите, а не се изнајде некој компромисно решение како сето тоа, нели, да се стави во одреден колосек, односно да се воспостават одредени правила на игра кои, нели, како што, нели, ги има во класичните медиуми, и сето тоа од друга страна придонесе, нели, за наплив на голем број на онлайн медиуми или интернет портали кои во овој момент кои што не се ни во Македонија регистрирани. Значи добар дел од нив не се регистрирани во Македонија, значи не се правни лица во Македонија, а функционираат и не подлежат на никакви санкции. Не подлежат на никакви санкции и исто така, за жал, дел од нив се, нели, ставени во функција на одредени интереси и преку нив се остваруваат одредени интереси и за жал во дел од онлайн медиуми можеме да прочитаме текстови и написи кои се, да кажеме, строго објавени со одредена цел да се дискредитира, да се навредува или да се оствари одредена цел на некаква групација, дали политичка или бизнес елита. И тоа е еден сериозен проблем, затоа што немате начин како вие да се борите против сето тоа. Кого вие ќе тужите, ако немате импресум, ако немате редакција, немате главни одговорни уредници, на крај на криштата немате правно лице кое подлежи, нели, на законите во Република Македонија. А рековме дека моралот и етиката ни се на најниски скалила, така да голем дел од медиумите пласираат се и сешто. Посебно тие кои што не се регулирани со закон. Регулирањето на интернетот воопшто со закон е тешко остварливо, затоа што, нели, сепак се работи за глобална мрежа, меѓутоа мора да има правила на игра. Во овој момент во Македонија мислам дека е во тек иницијатива за формирање на еснавско здружение. Се работи за здружение на сопственици или онлайн медиуми, односно интернет портали. Тоа ќе биде, се надевам доколку се формира, тоа би било прв чекор, да, кон воспоставување некаков ред, или тоа би било прв чекор кон започнување на некаква саморегулација на онлайн медиумите по принципот на саморегулацијата која ја протежира Советот за етика, која би важела за сите медиуми. Значи, правилата на игра кои важат за класичните, традиционалните медиуми, важат и за онлайн медиумите. Сега прашање кој колку сака да ги применува, односно кој колку сака да ги злоупотреби и кој сака, нели, да работи новинарство, а кој сака, нели, да одработува нечија агенда. Значи, тука е разликата. А сето тоа во овој момент единствен филтер или единствен одбранен механизам е довербата или публиката која мислам дека знае и дека прави, нели, разлика помеѓу професионалните медиуми, зборувам и за онлайн медиумите и воопшто професионалните медиуми во било која сфера, дали се тоа телевизија, радио или печатени медиуми. Вие сте новинар и уредник во Охрид Нјуз, најстариот онлайн медиум во Охрид. Каква е состојбата во тој простор во нашата општина? Иста како и во државата, со тоа што мора да се напомене дека онлайн медиумите во Охрид, особено онлайн заедницата е затоа што никнуваат како печурки и многу поголема за разлика од одредени, нели, од други општини, па дури и поголеми општини, да.
повеќе медиуми, нели, плурализам, демократија, нели, поголем избор, повеќе информации така натаму, но не мора Да, да конкуренцијата е добра, рековме, само доколку е лојална. Точно. Значи, зборуваме за аспектот на лојалност и токму тоа е еден од сериозните проблеми и проблематики на кои ќе мора одговорно да се поработи, затоа што нелојалната конкуренција не е проблем само за останатите медиуми или така, тоа е проблем и за онлайн медиумите кои сериозно, нели, работат и сакаат, нели, да функционираат на пазарот. Како ќе се борите вие против конкуренција ако не знаете ниту која е адресата, не зборувам за веб адресата, значи немате адреса на правно лице, немате импресум, немате редакција. А сето тоа, нели, тешко можете да го санкционирате. Иако постојат можности како сето тоа да се санкционира. Значи во светот постојат механизми како одредено неморално, непрофесионално, неетичко однесување и на онлайн медиум, портал, веб страна, било што да е, па дури и блог, има начини како тоа низ институциите, нели, да се едноставно да се свичува и да се исклучи на таков медиум кој, нели, доколку прекршува одредени закони и правила на игра. Меѓутоа ние сме далеко од една таква ситуација или не сакаме да ги искористиме сите механизми кои постојат и можности да се санкционира одредено однесување на интернет. Зборувам и за социјалните мрежи и за онлайн медиумите. Значи да не се лажеме, механизми постојат. Само треба некој да ги употреби. Дали може би, кога пред 2 години имаш иницијатива за донесување на една законска рамка во која што ќе беше онлайн просторот, значи медиумите на некој начин регулирана, и кога се рече не на таа иницијатива, си забивте нож во грб, условно кажано. Значи, дали може би ќе беше подобро доколку имавме некоја законска рамка? Може би не ќе дојдеше до ваква ситуација во просторот. Јас се навратам на концептот на саморегулација, значи на правила, на игра кои ќе важат за сите медиуми, вклучително и за онлайн медиумите. Меѓутоа, сериозни правила на игра, да, и со сериозна контрола, значи, како што е, нели, преку тела од типот на Советот за етика и Комисијата за жалби, саморегулацијата е добра работа, но само таков е мојот барем впечаток, само дел од медиумите го почитуваат, а поголемиот дел меѓутоа доколку ние имаме одредени ги кршат тие правила. Да, доколку имаме правила на игра, така, и доколку имаме медиуми кои постојано ги кршат тие правила на игра, мора да создадеме механизам да го воочиме сето тоа, односно да го посочиме сето тоа како одредена девијација и проблематика, а сето тоа да има обврзувачки натаму, нели, сегменти и да се одрази на крајот на краиштата на економското работење на таквите субјекти. Па не може да ви биде конкуренција медиум кој не е правно лице во Република Македонија или не е регистриран воопшто во Република Македонија, нема редакција фантом, а пишува постојано. Но за жал е. Да, пишува постојано и знаете што има и реклами. И пишува за се и се што, пишува за вас, за мене, за било кој друг, сваќате, за секого може да пишува. Затоа што се лови во матно. Да, затоа што никој ништо не му може. А зошто е тоа така? Затоа што за жал повторно ќе се навратам на тоа дека некому ваква ситуација и му одговара, затоа што може да пласира разни тези за остварување на своите цели. А се додека ние сервилно, нели, се поклонуваме и сето тоа го одработуваме за некого, подлабоко тонеме во калта во која сега се наоѓаме. Значи, кога ќе почнеме да си го чистиме нашиот двор, почнувајќи секој од сопствениот и така натаму, кога ќе почнеме сериозно да ги прифаќаме правилата на игра и да играме по нив, меѓутоа и кога ќе знаеме дека ќе не санкционира еснав од законот и така натаму за нашето, нели, неморално, неетичко и непрофесионално однесување и дека ќе загубиме дел од довербата кај гледачите, односно дека ќе загубиме со сето тоа, нели, дел од маркетинг колачот, тоа ќе биде сосема поинакво однесување. Но се додека имате некој кој ќе ве прихранува и со ексклузивни информации, меѓутоа, нели, и со средства за да го одработувате сето тоа, состојбите ќе бидат вакви какви што се. Пред некој ден слушнав една теза, што е тоа добар новинар. Значи, вели дека добар новинар е оној кој што после својот напишан текст или објавен прилог не е добил некаков демант или некаква изјава од типот дека тоа било шпекулација, дека не е била вистина. Значи, ако во континуитет на еден ист новинар му се случува тоа да бидат демантирани неговите текстови,
веќе тука имаме сериозен проблем. Да, но имате нели А имаме такви новинари. Но имате медиуми кои не ги прифаќаат демантите, ниту ги објавуваат, ниту ги есапат. Ниту стигнува до нив одредена критика, ниту пак прифаќаат нели одлуки на еснавски здруженија. Законот не ги качи, повторно зборуваме за маглата, нели така, и во таква ситуација е многу тешко можеме да зборуваме за професионализам, за етичност, за морал, затоа што сето тоа нели отвара многу простор за разни шпекулации и манипулации. Но од кога ќе се крене маглата, работите стануваат многу појасни. Па сите чекаме да дувне нели тој ветар, ама се уште го нема, да. Добро е да секој човек, бидејќи разговараме за новинарството, новинарската фила и медиумите, да се гради својата кариера на долги патеки и врз основа на цврсти темели. Значи, не да блеснеш како некоја звезда и веднаш да згаснеш и да бидеш заборавен, туку навистина да оставиш еден трак со едно професионално, со едно коректно, етичко, морално работење. Се разбира доколку некој искрено влегол во оваа професија, доколку не се води од основните постулати или не ги почитува кодексот или на правилата, не е професионален, етичен и така натаму, според мене, може би прегрубо звучи, јас сметам дека е залутан во професијата, затоа што, како што спомна и ти, значи, можеш да блеснеш, можеш да имаш твои 5 минути и се, меѓутоа брзо ќе истрчаш на теренот, или влегуваш во ризик да бидеш употребен или да не речам злоупотребен. Значи, сме гледале многу такви примери, но кај нас се уште на македонското небо има многу новинарски звезди, дел се вистински звезди, меѓутоа дел се само наречени, и во една таква состојба кај нас може би демотивирачки сето тоа делува, кај младите кои доаѓаат и така натаму, но оној кој сака да биде вистински новинар, кој ги почитува професионалните стандарди и, како што спомна, работи одговорно, тој знае дека кога ќе заврши дневната задача или напише прилог, тема, објави или направи добра емисија и така натаму, дека ја направил добрата работа. Знаете, сепак внатрешно го имате вие тоа чувство. Ако знаете дека одработувате нешто и за некого, веројатно го имате и тоа чувство дека нема тоа допирна точка со професијата, иако нели се уште сте во неа. Дали навечер, кога ќе си легнете и правите една рекапитулација на денот, можете мирно да заспиете? Не спијам. Не. 24/7. 24/7, да. Се разбира. Значи, нашата работа, ајде, значи, да не си ги отварам маките, нели е постојана, нели, новинарите фигуративно го кажав, значи дали немаат работно време, знаете, некогаш и се подготвувате за спиење, па ќе ве разбуди телефонски повик и ќе мора да отидете некаде на настан. Не мислев од тој аспект, од аспект на тоа дека се што сте сработиле, сте сработиле онака како што требало, по тој новинарски кодекс, и сега можете мирно да спиете затоа што знаете дека никому свесно не сте наштетиле. Апсолутно. Секогаш. И мене се уште ме држи тоа во оваа професија, која што многу ја сакам и тоа ми е најголемата сатисфакција. Што можам се уште мирно да заспиам. Нема поголема сатисфакција, ќе се повторам уште наш доколку објавите информација, нели со која ќе изнесете одредена вистина, со која ќе исправите одредена неправда. Сега можеби тоа звучи вака пресилно, меѓутоа нели ќе покренете некаква иницијатива, барем малку да се подобрат некои одредени работи кои не се баш најдобри во нашето општество, во нашето окружување. И тоа е задачата на медиумите, да трагаат по вистината, да објавуваат информации кои се од интерес на јавноста, а се со цел да го подобруваме ова општество. Добар дел од медиумите, новинарите се обидуваат да го прават, се соочуваме со одредени со сериозни проблеми, меѓутоа сметам дека не смее да не напушти ниту желбата, ниту енергијата, и
да отстапиме ниту од нели правецот по кој или патот по кој одиме, тоа се разбира професионално и објективно информирање, затоа што во тој случај нема сон навечер. Значи новинарството повторно да биде новинарство со наголемо на. Тоа е нашата интенција и желба. Се радувам, тоа повторно ќе кажам зависи само од нас. Институциите треба да создадат правила на игра, има нели закони, треба да сето тоа да се почитува, меѓутоа доколку самите медиуми не се одважат нели и не се соочат со проблемите со кои ни се случуваат сега, тогаш мислам дека тешко ќе направиме некаков квалитативен или голем исчекор и уште долго ќе тонеме на листите по слобода на медиумите, да се наоѓаме на дното со држави од Африка поразително. Да се надеваме на поубави времиња и дека наредните генерации, оние кои што ќе одберат оваа професија, ќе можат навистина со гордост да кажат дека се новинари. Благодарам. Благодарам за учеството во Лупа и за тоа што ова за нас многу важна и горлива тема ја ставивме вака на маса. Благодарам. Благодарам и вас.